Рускиот бизнисмен и поранешен сопственик на ракометниот и фудбалски клуб Вардар, Сергеј Самсоненко, обвинува дека фирмата Кратер незаконски си присвоила удел во неговата фирма вреден 9,5 милиони евра. Адвокатката на фирмата на Самсоненко, Сист Инвест Груп ДО, Сања Трајановска, за Алфа објаснува дека тоа се случило преку извршител пред 2 месеци и покрај тоа што фирмата на Самсоненко веќе исплатила на Кратер долг од 3,2 милиони евра, како што претходно било договорено. Поради определено затајување на институциите и злоупотреба на институциите и правниот систем во Република Македонија, некако Кратер успева да спроведе извршување, првично и над офицерски дом, а сега и на уделите на господинот Самсоненко во 2 негови фирми, од кои што едниот удел е прилично висок, 9 милиони евра, а другиот е 10 милиони евра, така да сумата е енормна, за разлика од долгот кој што го поверуваат, а сега моментално поверуваат негде околу 500.000 евра, 37 милион денари. Извршителот е тој кој што ја спроведува постапката, извршителот на некој начин ја имал мокта кога е започната постапката и тој ги блокира уделите всушност. Се почнало во 2016 година, кога 2 фирми на Самсоненко, споменатата како носител на одобрение за градба, и Balkan Group Construction Doyle како изведувач на работите од една страна и Кратер на собственикот Миле Младеновски како изведувач на машинската инсталација на офицерскиот дом од друга страна, склучуваат договор за деловно-техничка соработка со гаранција. Она што е изведено од страна на Кратер како машински инсталации на лице место, не соодветствува со она што они го поверуваат. Значи, целиот проблем настанува некаде 2018 кога незаконски пробуваат да извршат долг од прилика од 2 милиони евра, кој што долг им е неоснован, затоа што имаме ние направено 2 судски вештачења, во кој што е утврдено дека на лице место не е инсталирана опрема од 2 милиони евра. Значи, некаде е инсталирана опрема од милион евра. Подоцна според Трајановска се случуваат други недоследности, пошто Кратер успева незаконски да стане собственик на удел во фирмата носител на одобрението за градба. За ова Самсоненко дознава откако веќе била извршена промена во Централниот регистар. Во 2018 Кратер и незаконски му проведува стечајна постапка на фирмата на господинот Самсоненко, која што е инвеститор во офицерски дом. Таа негаде постапка трае 2 години. Со што за да се запре се, за да се запрат сите постапки што се поведени и господинот Самсоненко да може да продолжи со градење на офицерски дом, се согласува да му исплати на Кратер, иако е незаконски, 2 милиони евра, само за да се запре стечајната постапка. Постојат роднински врски, дали помеѓу суди, извршител и така натака, така да тоа ќе се докаже во соодветни постапки. Адвокатот на фирмата Кратер за Алфа вели дека нема да ги коментираат обвинувањата. Нема да даваме изјава, си ја тераме постапката пред надлежните органи, бидејќи имаме потреба од тоа заради наплата на долг. Според адвокатскиот тим, Самсоненко, кој е и македонски државјанин, досега има инвестирано околу 100 милиони евра во Македонија во различни области. Очекуваат позитивен исход од сите судски постапки. Инаку Самсоненко проектот за офицерскиот дом го презема во 2015-та, откако грчкиот бизнисмен Димитрос Кондоминас, кој претходно го почна градењето во 2011-та, беше уапсен во Грција поради затајување на данок.